благодариме. Со нас денес еден од најдобрите инструменталисти кај нас кој маестрално владее со хармониката, гајдата, кавалот, зурлата и повеќе традиционални инструменти. Пред само една недела прослави 10 години успешна кариера музичка. Александар Рицов добре ни дојде во Утринската. Добро утро, добро ве најдов во оваа прекрасна емисија Утринска. Така, Ненад, пред... Честитки за јубилеот најпрво, така што најмногу те прави гор за овие 10 години. Така, пред една недела направивме една добра промоција во ресторант Рагуза по повод мојот 10 годишен јубилеј. 10 години, кажав, не се само бројка, не се само време, време кое што е исполнето со добри колеги, добри музичари, добра музика, се во едно нешто кое е ставено за еден уметник да направи една добра веќе 10 годишна кариера, каде што веќе може да направи едно дело каде што ќе се издвои во тоа што го работи. Да. Македонија треба да се гордее со уметници како тебе и верувам дека знаеш дека се гордееме, нели? Но свириш повеќе традиционални инструменти, хармоника, гајда, кавал, зурла. Ајде малку да те навратиме на почетоците. Како започна љубовта, од каде љубовта кон овие инструменти? Така, верувам хармониката малку повеќе насочен на неа. Така. Овие инструменти се знае дека, нели, кога имате семејство кое што ги негува овие инструменти, јас имам семејство каде што моите предци ја негувале гајдата, народните инструменти, така да гените си работат, ја продолжив оваа насока. Хармониката, како што спомнавте, ми е прв инструмент. Да. Подоцна по моето средно музичко училиште во Штип, започнувам да ги негувам овие инструменти, кавалот, гајдата, зурло, сите традиционални инструменти, кај професорот Драган Даутовски, кој што се уште ми е ментор. Така. А кој инструмент е најблизок до срцето? Дали тоа хармониката? Веројатно, кај што стои хармониката. Така, хармониката и гајдата ми се инструменти кои што вака се чувствувам со сите инструменти исполнето, меѓутоа еве хармониката и гајдата би можеле да ја издвои. Да, како инструменти кои што ми лежат на некој начин. Се чувствувам по... Те сака и диаспората, често настапуваш, имено заврши турнеја и во Австралија, ако не се лажам, успешна турнеја. Така, да, често патувам, еве користам прилика да ги поздравам нашинците во Австралија. Поминавме одлична турнеја, едномесечна турнеја во сите градови, исполнети концерти, се надевам ова наредната година сме во преговори пак да настапиме со некои од менаџерите, преговараме. Здравие. Пред се надевам дека ќе ми следува успешна кариера и натаму по работата што ја работам. А бога ми работа турбо. Ми рече уште оваа недела сум фри. Ако успееме да се договориме, после што има на распоред? Па да, подоцна ни доаѓаат нашинците, странците овде и почнуваат со нивните весели семејни, така да сме работно веќе зафатени до септември. Велиш дека традицијата треба да се живее, а не само да се чува, што значи тоа за тебе? Треба да се живее, бидејќи преку традицијата осознаваме многу работи кои што треба да ги осознаеме за нас, преку музиката, преку културата. Затоа спомнувам секогаш дека нашата традиционална музика, па и инструментите кои што ги проучуваме и знаеме, ни дават една култура во општествениот развој во кој што ние сите живееме. Има една дефиниција од свирија музиката, од кај што си, веќе све јасно за каков народ станува збори, каква култура. Значи, кај нас гајдата, кавалот се инструменти кои што многу допираат до срцето и многу е музика која што не одцртува, која што ни дава сјајна. Не знам, за мене никој не останал рамнодушен кога ќе чуе македонска традиционална музика. А посебно овие инструменти. Еве имав една кратка најава, тоа е да уживаш. Да, навистина. Јасно. Кога сме кај уживањето, нели? Вие музичарите ги знаете, ги владеете сите песни за да ужива публиката, нели? Пожелва. Но еве, која ти лежи на срце тебе? Која ти ја нарачуваш на весела или не мора да е весела? Која песна македонска традиционална ти е при срце? Ако те прашаме така.
Па да, не би рекол дека имам некоја посебна вака, нели, песна, сите ми се драги песни. Има некои мотиви, нели, во ората кои што ги компонираме, во деловите, некој дел кој што ми е драгоцен, убав. Меѓутоа, комплетно кога зборам, кога компонирам за нешто, ми е во ред секоја композиција. Денес, кога современата музика е се поприсутна, колку младите имаат интерес да ја запознат и да ја некуваат македонската традиционална музика? Па имаат. Јас сум задоволен од тоа како работам и како професор во основно училиште. Имаат младите интерес за македонската музика, за македонските инструменти, да ја продолжат традицијата. Секако, нели, ние треба да бидеме белег на сето тоа, како се работи, како треба да биде тој спој, за да младите учат и да следат и да разликуваат што е добро, што не е добро во тој дел. За среќа имаме во Македонија имаме доста добри изведувачи и композитори на оваа музика, така да јас сум задоволен од ова што го работам и младите како ја чувствуваат и како се заинтересирани за овој дел од Сега живееме во таква некој дигитално динамично време. Кој е твојот став околу експериментирање, различни стилови, преработки кои што можеби не звучат на оригинално? И современа музика. Така, мислите на вештачката интелигенција, можеби. Ајде да спомнеме вештачката, но ја би се насочил и на соработки, преработки од типот на промена на аранжман или целосна промена на ритам на, да речеме, традиционална македонска. Па да. По мене се што носи нешто плюс да се чуе е добро. А да се на крај да се стави, нели, во носач на звук или да се финална верзија направи, тоа треба да, нели, да се коригира, да се направи како треба. Меѓутоа би дал поддршка на сите овие работи кои што нудат некоја плюс можност да се слушне, да се даде некоја идеја, да се понуди, нели, дали од интернет, дали од некоја... Еве ја спомна вештачката интелигенција, ајде да се надоврземе. Твојот став околу тоа? Па, колку ви помага, а колку ви пречи на вас музичарите? Па, и помага и одмага. Затоа така прашав. Така. Секое добро дело кој што ќе нуди, кажав, можност е добро да се земе, а ставот околу тоа, спојот на модерното со традиционалното, треба добро да се размисли и треба добро да се одсвири, да се направи добро аранжмански, за да не биде, нели, на крајот некој кичерај. Така е. Така е. По повод 10-годишниот јубилеј промовиравте нови проекти. Авторски ора, така го слушнавме Мераклиско оро, разиграна седмица, а тука е и книгата Гајдарската традиција во Радовишко. Така. Да, овие ќе спомнам на почетокот од новите проекти. Промовирав, нели, два нови спота, две нови ора, едно на инструментот хармоника, другото оро на инструментот гајда. Ќе го чуеме во продолжение, да. Кој што практикувам во мојата работа, да ги не форсирам, него да ги застапам во секој мој нови дела. Дали да направам спој во едно оро, во овие две ора нема спој, дали да направам спој во едно оро со инструмент кава хармоника или гајда хармоника, да биде тоа еден начин каде што ќе покрај хармониката го чует кавалот или покрај кавалот ја чует и хармониката. А книгата која што ја издадовме пред некое време, година, две дена, правивме промоција исто на книгата со професорот Драган Даутовски, е наменета за нели да остане кај помладите генерации, меѓутоа и да во неа има да прочитат, да научат како се изработуваат овој инструмент гајда, која музика треба да ја свири, едноставно за може да биде намена и за факултет, за школа, каде што ќе даде една, нели, дисциплинска примена. Овде ќе стопираме, а има многу приказна во ова што го споменавте, значи па може и со господин Даутовски да едно заедничко гостување, посебно за гајдата, посебно за традицијата со гајдата, па и, нели, книгава Гајдарската традиција во Радовишко.
Благодариме за тоа што континуирано и посветено работите на зачувување на македонската народна музика, македонското музичко наследство, би И кажала. традиција. Да. Така е. Ви благодараме и на вас, медиумите кои што не поддржувате, се со цел да ја ова музика истакнеме на повисоко ниво. Така е.